Јас сум среќна што сум дел од детската клиника, бидејќи можам да кажам дека сум таму веќе скоро 30 години и можам да направам еден историски пресек околу тоа како се менували и се подобрувале или не се подобрувале работите и можам да речем дека идејно многу е важно каква е осмисленоста на сите нас заедно како стручен колегиум и тој кој што го води, заедно со своите колеги да направи еден убав начин на стратешки план, јас велам, околу тоа како и што фали на детската клиника, што се треба да се подобри, кои би биле идните перспективи околу тоа диагностичките методи со кои што модерниот свет се справува или ги има, истите да бидат применети и на нашата клиника во диагностиката на сите болести кај децата и мислам дека тоа е клучно, особено затоа што раната превенција на одредени болести, раната диагностика и лабораториска и генетска и понатаму диагностичка во однос на детето кога веќе ќе се роди, а понатаму и сигурноста кон родителите кога веќе знаат дека може да се потпрат на нас лекарите во една таква реномирана и терцијарна здравствена установа, многу значи. Можам да речем дека има претрпено, особено детската клиника, доста промени во однос на предсеградежниот дел, кој што значи една модернизација на самата клиника и имаме уште. Јас себе пред некој ден, размислувајќи околу сега каде и да е, ќе го пуштиме новиот реновиран, комплетно реконструиран дел за интензивната нега и терапија, педиатриска и неонатална, и во скоп на тоа ќе биде и транспортниот центар, нешто што навистина ќе биде организирано онака како што треба. Значи да се знае точно протоколарно каде се повикуваат да речеме останатите колеги од целата држава, па да може да не добијат нас лекарите, да можеме да отидеме да направиме транспорт кон нас, за да го спасиме едно дете на време, или евентуално контакт, како што правите вие сега, директен контакт со нас, да можеме да видиме што се случува на теренот во Гевгелија, во Прилеп и сега да значи имаме се уште идено планирање околу уште поголемо модернизирање и можноста за спојување регионално со сите болници за да имаме контакт со вистински критични пациенти за да можат сугестиите, споделбата на искуствата да навремено го правиме пак со цел да не се изгубат минути кои некогаш се многу клучни за спасување на детскиот живот. И тоа ќе биде многу скоро. Значи тоа е веќе она што сега го планираме да го докомплетираме на клиниката и мислам дека тука оној клучен дел каде што нели особено стравот околу детскиот живот кој понекогаш може да биде комплициран и може одредени компликации да настанат, ќе биде направен убаво организацијски. Примивме колеги кои што бидејќи знаете дека имаме дефицит на педиатри и мислам дека новите колеги кои што ќе дојдат една категорија на вистина се спремни веднаш да бидат пуштени на терен, што велам јас, за да можат да помогнат и на нас, да речеме повозрастните, со кои ќе можеме да направиме еден убав линк на детската клиника како последна терцијарна установа со сите останати детски болници, односно не детски болници како такви, туку детски оделенија во болниците низ државата, каде што ќе можеме побрзо да реагираме на сите ситуации кои што се како такви, нели рековме, критични или комплицирани.